Преку 4 нови огласи на располагање има дополнителни 4294 хектари земјоделско земјиште до 3 хектари за долгогодишни насади, најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Земјоделското земјиште кое се дава на закуп со овие јавни огласи е со намена за подигнување на долгогодишни насади и оранжери за период до 30 години, подигнување долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, подигнување масларници за период до 50 години, поставување пчелни семејства за период до 15 години, ливади за период до 15 години, одгледување брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри за период до 30 години, рибници до 30 години и спортско-рекреативни активности за рурален туризам до 30 години. Владата донесе одлука за нови 4 огласи во вкупна површина од 4300 хектари, а веќе до крајот на мај ќе имаме уште 2 нови јавни огласи за околу 5000 нови хектари. Тоа значи секоја педа земја да биде ставена во функција на земјоделското производство. Дали за производство на стратешките култури, дали за сите намени кои што и за секој тип на производство согласно Законот за земјоделско земјиште. Мене оваа бројка ме прави среќен затоа што успеавме во нашата цел поставена во Националниот план за производство на храна, кој што покрај мерките од останатите програми опфаќа и доделување на земјоделско земјиште во сите региони за стратешките култури, но и за сите останати. Исто така на денешната владина седница поминаа измени во програмата за директни плаќања, каде што го врзуваме, односно праќаме уште една порака за договорното производство на сончоглед, субвенциите кои што дополнително ги добиваат земјоделците во делот на одгледувањето на сончоглед, сега се врзуваат со условот и доказот да истите целокупното производство го имаат предадено на домашни преработувачки капацитети. Инаку завршила постапката за аплицирање на јавниот оглас со кој на располагање Министерството стави дополнителни 5722 хектари земјоделско земјиште над 3 хектари за обработка пред се на стратешки житни култури, распределени во 14 региони низ државата. За овој јавен оглас интересот на земјоделците бил голем, појасни министерот Николовски. Пристигнале рекордни 235 апликации, што, како што нагласи Николовски, станува збор за најголем број поднесени апликации на оглас за закуп на земјоделско земјиште.